последните 30 на минути некаде од утринската на Телма се резервирани за емисијата насловена 0N+ на телевизија Телма. Се работи за емисија за практично родителство, каде што овој пат ќе зборуваме за диарејата, односно проливот кај бебињата и кај децата. Точно ли е дека бебињата добиваат почесто пролив, односно имаат почесто течна столица во споредба со возрастните и како родителите може да им помогнат во таков случај? Денешна гостинка во емисијата е професор доктор Снежана Стојковска, специјалист инфектолог од клиниката за инфективни болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Благодарам. Како се утврдува што е тоа диареја, односно кога детето има пролив? Дали бројот на столиците или па конзистенцијата е репер, односно критериум за оваа состојба? Видете, као професор одма бих ви рекла одлично прашање. Место одличен одговор. Значи добар почеток. Добар почеток. Значи, и едно и друго. Потребно е зголемување на бројот на столиците, меѓутоа и промена во нивната конзистенција. Така да, една најглобална дефиниција за проливот или диарејата би била повеќе од 3 течни испразноци во текот на 24 сата. Меѓутоа, кога збориме за деца, тука треба да сме доста критични и внимателни, затоа што е многу битно дали се работи за деца кои се на доење и каде што бројот на столиците може да е поголем во текот на денот, а да не се работи за никаква патолошка состојба. Иначе диареја е еден ентитет кој е, за жал, ден денес и во развиениот и во неразвиениот свет многу застапен и една од најчестите патологии и она што мене ме мачи цел живот и проти што се борам као инфектолог е реченица која памтам од своите студентски денови, која за жал и ден денес е вистина, дека диарејата е таква еден од најголемите глобални убици на деца во светот. Зошто е толку опасно, особено доколку се случи во првата година, особено кај новороденчиња или пак бебиња? Диарејата со себе носи опасност, без оглед која причинува, а причинителите се многу, носи опасност најголема од губитокот на водата и електролитите. Бидејќи е детскиот организам со некои своји специфики, кои идат у тоа да многу бргу детскиот организам е во состојба, односно за жал, со своите карактеристики, да има голема површина во однос на тежината на телото, да постојат и други начини, односно механизми кои се јавуваат кога се јавува најчесто во таа возраст диарејата, да се губат на повеќе начини и видови и течности и електролити. Значи, многу побргу доаѓа оној најтешкиот симптом кај проливот као такво до дехидратација. Значи, губиток на водата и електролитите од организмот. Кај дечињата се јавува многу често, без оглед на причините на диарејата, изголемување на температурата. Тоа е додатен фактор кој со себе води до дехидратацијата. Со губиток на водата и електролитите организмот, така и детскиот организмот се обидува да ги компензира овие губитоци, па уследуваат рестриктивни промени од страна на бубрегот, а самото дете страда. Со невнесување на доволно нутрициенти се наголемуваат во организмот, значи детето гладува, кисели радикали, се настануваат одредени метаболни промени, доаѓа до обидот на пуферските механизми на организмот да регулира таа пореметена рамнотежа, намалување на функцијата у смисол на зголемување на респирациите, штедењето на урина, намалување на диурезата и така сите тие механизми во детската возраст, во најмалата возраст, во доеначка, сите тие пуферски системи не се доволно зрели, а неопходни се за да што побргу се воспостави оваа равнотежа. Затоа и кај нив многу бргу настанува некогаш за родителите, па и за лекарите, зачудувачки бргу до тешки манифестации на една диареја. Затоа родителите кога ќе забележат дека нивното дете има диареја, најчесто веднаш трчаат во болница, не сакаат да чекаат, плашејќи се детето да не дехидрира или пак да не развие ацетонемија, некои ацидозни состојби. Ацидозата е најчесто, во најголем број од случаите, застапено метаболно пореметување кај диарејата. Она настанува управо ради сите овие работи, многу други кои доведуваат до
Диарејата е многу често пратена и со еден друг механизам кој доведува, кој е една антиперисталтика до дразба на гастроинтестинумот, да доведува и до повраќање. До повраќање. Сето Значи, тоа кога ќе се Сето искомбинира, тоа искомбинирано доведува и до губиток на бикарбонатите. Тие се фактор кој организмот буферира, држи една хомеостаза да не дојде до оваа метаболна ацидоза која е погибелна за бубрегот, за сите работи, за организмот као таков, до едни токсикози. Со губиток на бикарбонатите кај дечињата се манифестира ова тежина. кои се најчестите причинители за појава на диареја кај децата? Дали се вирусите или пак се бактериите? Видете, тоа е многу дискутабилно ако би збореле глобално. За која средина, дали збориме за развиениот свет или за сега зборуваме за свет. Македонија, за Кога нашето збориме поднебје. за нашите простори, онда би можеле да кажеме дека за среќа во однос на инфективните причинители се уште апсолутно доминира вирусната диареја. Не дека немаме многу причинители на бактериска инфективна диареја и паразитарните диареи кои се за жал кои ги откриваме узгред, кои се за жал многу повеќе застапени него што ги имаме, него се еден хроницитет кој со една акутна атака на некоја диареите се јавува. Значи, глобално во најмалата возраст е позастапена многу вирусна диареја, што не значи дека е помалку значајна и помалку проблематична и дека не носи повеќе тераписки и дијагностички проблеми. Така, како може да се утврди зашто точно се работи? Дали има разлика вака на вид, кога ќе се види детето кога ќе дојде во амбуланта или мора да се испита столицата, крвна слика и слично? Апсолутно не постои ни една, потребно е големо искуство и потребно е клиничко знаење, потребни се епидемиолошки податоци и потребно е знаење кои причинители доминираат и во одредени временски периоди и во текот на годината. Така да во овие зимски месеци ние знаеме дека доминираат, ако збориме веќе за помалата возраст, така дека доминираат вирусните проливи кои се најчесто предизвикани од така наречениот ротавирус. Не дека не се застапени и адено и норволк и други вируси кои се големи причинители на диареја, па и поголеми или помали фамилиарни појави на знаете, многу често ќе каже родителот дојдење со едното дете, а сите дома не прокужи тој Така. Поминавме, али полесно, кај малите е тоа почесто. Во зимските месеци, во месеците со постудена клима доминираат вирусни причинители од оваа категорија. Не дека немаме, за жал, и најмалата возраст. И сега моментално на оделите кај нас лежат дечиња од 6 до 9 месеци кои се со потврдени бактериски причинители, али доминира вирусна диареја во овој период. Споменавте 6 до 9 месеци, јас најдов едно истражување кое што вели дека децата на возраст од 6 до 11 месеци најчесто страдат од овој проблем со диареја. Зошто е тоа така? Дали е поврзано со почетокот на дохрана, со вовет на немлечна исхрана, или што постојано се стават во уста? Што може да биде причина за тоа? Најголема причина зашто е таа возраст кога се јавува диареја е што се заборава дека е свето правило во исхраната кај дечиња е доење. Так. Доење и пренесување на антителата од мајката на детето е голем заштитен фактор и голем стимул за развој на имунитетот на дигестивниот тракт кај бебето. Развојот на интестинална флора, која ја наследуваме, која е наш печаток, наш фингерпринт кој ја не дефинира од најмалата возраст е енормно важен. Со промената на исхрана, додека е детето заштитено со имунитетот на мајката, оно стапува во контакт со одредени инфективни причинители, али многу полесно се носи со нив. Кога ги губи антителата кои ги има од мајката, оно стапува и само е неспремно со своите имунолошки механизми на таа возраст да се носи со овие причинителите. Ако се земе и физиологија, што рековме, на детето, на детскиот организам, поготово на доеначка возраст и глобално на малите деца, со овие недозрели хомеостатски механизми, онда е сето тоа причина да во тој временски период диарејата иде
некогаш викаме фудроајантно, нагло ја менува од здраво дете кое пред 5-6 сати било сосем оборед да се манифестира една тешка дехидратација која може да доведе и до некогаш и иреверзибилни оштетувања на поедини органи. Така, тоа може да биде многу опасно. А кога станува збор за бактериските причинители, дали најчесто е тоа Ешерихија коли, бактеријата Ешерихија коли или пак салмонелата, и колку е опасна инфекцијата со овие бактерии? Оставаат ли тие трајни последици? Ешерихија коли е, знаете, бактерија која е и дел од нормалната флора. Тоа е една бактерија која е зависно во средина во која се наоѓа и дел од нормалната флора, и условно патоген и тежок патоген. Така. Зависно во кој систем во организмот ќе се наоѓа. Као причинител на диареја постојат многу видови на ешерихии. Една од најчестите инфекции во малата возраст е со ентеропатогената Ешерихија коли. Тука знаете и ентерохеморагична, која предизвикува крвостолица, па многу често ја имитира дизентерија, односно шигелоза. Тука се ентероагрегатни, ентероинвазивни соевите на Ешерихија коли, кои се навистина зачестени и многу бргу во оваа најмала возраст доведуваат до тешка клиничка слика на дехидратација. Многу често и воглавном се субдиагностицирани, затоа што се дел од нормалната флора, Ешерихија као таква, и потребни се стриктни засадувања и стриктно барање на одредени причинители да се утврди етиолошка диагноза на диарејата. Во однос на другите бактериски причинители во оваа возраст, дали најмалата возраст до година дена, дали возраст, глобално детската возраст, во нашата средина се уште е најзастапена групата на салмонели. Салмонели се едни грам негативни бактерии кои се аероби, факултативни, анаероби, ги има многу подтипови, серотипови, овдека збориме за минорните салмонели, тие кои до бебињата, до децата доаѓаат со внесување преку храна која е на некој начин од животинско потекло, бидејќи се работи за зоонози, за една инфекција која е примарно заболување кај животните, а со многу видови начини преку транспортот, преку носедветно чување, преку конзумирање на одредени намирници кои ќе му се дадат на детето, многу често и во најдобра намера, али нешто као инфектолог што морам да кажам и што е зачудувачко, да се уште многу голем број од нашите млади мајки даваат одредени продукти кои не се за детска исхрана. Даваат живо јајце од препелица, ако не се лажам, за подобрување на имунитетот. Тоа е многу честа практика во последно време, особено кај децата кои што одат во градинка. Дали е ризикот голем од салмонела конкретно кога се дава живо јајце? Секое живо јајце е потенцијален извор на затоа што ние не знаеме дали се работи за зараза или не, знаете. Кога се збори така да јајца од препелица, дека се они имунолошки добри и дека го стимулираат имунитетот, тоа стои и една хипотеза дека нивна структура на градвата, знаете, на љуската е малце подруга, па продор на салмонелите е отежан во организмот, меѓутоа дека постои ризик за добивањето на салмонела со конзумирање на готови продукти, постои. Постои исто така и со другите причинители. Знаете, кога збориме за јајца е исто така важно да кажеме еден друг инфективен патоген кој е кога се работи за живина, перад и све што е со тоа поврзано, е па некаде и кај нашите живинарски фарми 40 до 70% постои заразност прокужено со друга бактерија, тоа е кампилобактер. Односно живина која нема манифестни симптоми, може да ја носи бактерија, да издржува многу ниски, односно високи температури, и ако не се соодветно приготвува таа храна, да е секогаш да се обработи термички на висока температура, добра обработка да има. Сега, кога е потребен антибиотик? Дали во секој случај е потребен антибиотик кога се работи, да речеме, за инфективен пролив кај децата?
Ako za nešto postoji najgolema restrikcija i ako nešto знаете зборам 33 години во текот на својот работен век, je тоа дека кога се работи примарно за диареја, многу малку диареи као такви, многу малку коморбидности кај пациентите од било која возраст или лимитирани со возраст и висока фебрилност и трајањето на тегоби, бараат веднаш давање на антибиотик кога се работи за проливот. Проливот е воглавно, во најголем број од случаите, така наречен self-limited, самоограничувачко заболување, кое со соодветна симптоматска терапија кај нашиот народ се уште владе, за жал, мислење дека зборот симптоматска значи помалку важно. Целиот цивилизиран свет оди во таа насока. Оди во правило. Да на организмот не му се дава ништо што ќе ремети веќе пореметена флора со некој инфективен причинител или развојна диареја, кај нас ако не се даде антибиотик, се иде кај друг лекар. Така. Значи, апсолутно не е правило дека збориме дека доминира вирусна диареја. Знаете, нонсенс е да се даде веднаш антибиотик. Исто као што давање на антибиотика и одредени бактериски диареи, као што е салмонелози, како се работи со здрави деца кои до сега немале никакви проблеми, доведува до нарушување на цревната флора и можност за подолго време присуство на тој инфективниот причинител. Уште повеќе да се искомплицира целата ситуација. Во интерес на времето, бидејќи немаме многу време, да им објасниве на родителите како да постапат кога нивното дете има диареја. Што значи то давање на електролит? Дали после секоја течна столица треба да се даде електролит? Може ли да се претера со електролитот? Колкава количина да се даде? Може ли вода? Соковите дали се опција? Так. Храната, значи еден кога се краток најголема, мене ми е жал што ова е многу широка тема и може многу да се збори. Најголем лекар на детето при диареја е родителот. Добро едуцирана мајка, добро едуциран родител и татко може да превенира тешка манифестација на диареја со соодветна симптоматска терапија. Најсоодветна симптоматска терапија е правилно рехидрирање и реалиментација, давањето да се јаде она што црево кое е оштетено од одреден инфективен причинител може да прими. Значи, одавна се напуштени ставови дека е потребно гладување, само се внесува онаја храна која ентероцитите можат, така оштетени на различити нивоа, да ја прифатат. Зашто дечињата со ова ротавироза која доминира у сите овие зимските месеци може да јадат и да пијат млеко, али кое е без лактоза? Затоа што вирусот ги брсти цревните ресички на кои се наоѓа тој ензим лактаза. Ако го нема, он не може да го дигерира млекото и ако детето се храни со млеко кое содржи лактоза, проливот уште повеќе се влошува. Значи, правилно внесување на соодветна храна и она што е светиња во светот во превенирањето на тешки манифестации на проливот е нешто што уште 1971 Лансет го нарекол потенцијално најголемо откритие на векот. Тоа се раствори за орално рехидрирање. Не сме ги едуцирале доволно нашите лекари, нашите матични лекари, семејни лекари, кои треба да ги едуцираат родителите дека све што се превенира е многу повредно него уклучување инфузија. Механизмот... Напротив, повеќето смета дека подобро детето прими една инфузија да се освежи, наместо да дават лажичка по лажичка. Да, као што капе инфузија, кап по кап. А после ке збориме каква траума добива детето од не знам што. А замислите каква траума е да се уклучи инфузија на едно дете кое ако не повраќа, па и дечиња кои повраќаат, се знае колку може да се даде од растворот за орално рехидрирање. Тие раствори се лек. Нашиот народ не знае дека они содржат многу повеќе него што инфузија.
Oni sadržat i natrium, i kalijum, i bikarbonati, i glikoza, znači i ishrana na enterocitite, samo u soodvetni molarni odnosi. To je lek, to je lekovita supstanca koji samo u odredena količina ima bezbroj na pazaru. Znajte, ne je bitan proizvoditelj, bitna je molekularna struktura na tije rastvori. Sve to ide do perfekcija u proizvodstvu na tije rastvori koji stanuvat ne samo sredstvo za rehidriranje, nego i za što pobrza ta realimentacija. Oni sadržat određeni rastvori i cereali, tako da dejte i vnesova tečnost i vnesova ishrana, znači ne gladuva. Nije sme Bogom dano područje za takve rastvori, бидејќи содržиме и во нашата земја е ориз нешто што го имаме во изобилие. Оризова вода. Да. А тие раствори за орално рехидрирање се и на база на цереалите. Денес се додаваат и безброј аминокиселини и други супстанции кои помагаат за примањето на водата од страна на цревото и помагање за превенирање на тешки инфекции. Професорке Снежана, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Навистина имавме денеска кратко време за една волку широка тема, но ќе отвориме повторно, бидејќи навистина корисни совети препораки добиваат родителите кога се работи за диарејата кај децата, за да не завршат во болница нивните деца прикачени на инфузија. Знаете што е најважно? Најважно е да се знае дека нема чаробен лек за диареја. Так. Ниеден лек не ја стопира диарејата и затоа е потребно да родителот свати дека превенирање на тешките манифестации е многу поважно него уклучување на инфузија. Така. Тука го заокружуваме денешното издание на 0N+ и на Утринска на Телма. Се гледаме секој работен ден од 8 до 12:30. Пријатно!